Добар ден на сите. Мене ми е навистина драго што денеска сме во посета на Индустри Сервис заедно со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој. Оваа компанија која што е семејна покажува дека и малите компании и оние компании кои што инвестираат во технолошкиот развој со поддршка на владата може да остварат навистина високи стандарди во производството. Во моментов тие произведуваат храна и прехрануваат повеќе од 10.000 работници во нашата држава. И навистина ова не прави горди како влада, затоа што ние не само што инвестиравме да тие остварат повисоки стандарди, да имаат технолошки развој како компанија, да имаат поголем пазар во нашата држава, туку дополнително во периодот на ковид успеавме да ги заштитиме работните места преку поддршка на минималната плата во сите компании во нашата држава кои што имаат потреба за тоа. И токму тие 160 вработени кои што се во оваа компанија добија поддршка, но сакам да напоменам дека на ниво на држава имаме поддржано 120.000 работници со мерката за субвенционирање до минимална плата или 14.500 за сите оние кои што се во ризик да ги отпуштат своите вработени. На тој начин обезбедивме континуитет на работните места и полесно излегување од социоекономската криза во нашата држава која што беше директно поврзана со COVID-19. На истиот начин предложуваме како влада да инвестираме во компаниите кои што сакаат технолошки да се развиваат и кои што сакаат да обезбедат подобри и поквалитетни работни места за сите наши граѓани. Благодарам. Благодарам за присуството денеска на сите кои што не следат. Мене ме навистина задоволство што сме тука да видиме еден конкретен резултат од еден многу конкретен проект за кој што Фондот за иновации и технолошки развој и владата одвоја финансиски средства од 2018 година, станува збор за средства од некаде околу 10 милиони денари, кои што представуваат само 5,5% од вкупниот износ на инвестицијата тука. Тоа значи дека и со минимална поддршка приватна иницијатива може да донесе ваков тип на резултат. Јас само ќе напоменам дека ова е еден од скоро 450 проекти кои што ги финансираме во изминативе 3 години. Можам само да кажам дека и владата и фондот покажа вистинска отвореност, вистинско партнерство кон економијата. Во изминатите 3 години бројот на компании кои што ни пристапија со инвестициски планови е зголеме за 410% во однос на бројката до 2017 година. Бројот на инвестициски планови кои што е поддржан е зголемен за 980% во однос на бројката до 2017 година. Обемот на финансиска поддршка како пари кои што владата го дала за микро, мали и средни компании преку Фондот за иновации и технолошки развој во изминатите 3 години е поголем за скоро 3000% во однос на периодот 2017 година. Ќе напоминам исто така дека сите овие компании минатата година уплатиле 3,5 милиони евра во буџетот повеќе отколку што компаниите искористиле пари преку Фондот за иновации и технолошки развој. Тоа значи дека 3,5 милиони евра во буџетот останале повеќе како резултат на работењето на овие компании и кои што сега го се наменуваат за школи, училишта, патишта и така натаму и секако за продолжување на поддршката за микро, малите и средни компании, која што сакам да најавам дека ќе продолжува секако и во наредниот период. Искажеме благодарност на Фондот за иновации што препозна вредност и долгорочност во нашиот проект, изграда на кујна со најсовремени стандарди, и можам да кажам дека овој проект со гордост може да се пофалим после толку труд, време и енергија посетивме во неговото реализирање. Денес представува најсовремена, најмодерна кујна во регионот на Западен Балкан со можност за подготовка на над 10.000 оброци на дневна основа. Нашиот таргет се странските компании и како таква целна група ние сме секогаш спремни да идеме напред со нашите стандарди. Исто така сакаме да дадеме поддршка и на владините мерки што ни се од големо значење. Делот за поддршка на платите, субвенции. Добро е да продолжат и во иднина и добро е да се продолжи фокусот да биде стопанството. Затоа што ако доколку компаниите не работат, ќе немаме ни буџет, ќе немаме ни средства да функционираме. Уште еднаш благодарност.